Суза, добро утро, поздрав до тебе и до нашите гледачи. Токму така како што спомена ти, многу теми ово утро заедно со директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Златко Перински. Добро утро. Добро утро. Добро дојдовте во Водовод и канализација Скопје. До 15 март можност за сите должници на рати без камата да ги исплатат своите долгови. Така е. Навистина благодатна акција и за предпријатието и за нашите комитенти и физички и правни лица. Праксата во изминатите години покажа дека оваа можност која што нашето предпријатие им ја нуди на, и како што споменав, и на правните и на физичките лица за отплата на заостанатиот нивен долг без камата, навистина им оди во прилог на двете страни. Во таа насока можам да напоменам дека до денеска имаме подпишано некаде околу 135 договори во вредност од над 9 милиони денари. Инаку она што е новина од минатата недела па навака, што како опција им ја нудиме на физичките лица, е можноста наместо на 24 рати, согласно новата одлука на управниот одбор, сега таа можност е на 48 рати, така да согласно висината на нивниот долг, сега имаат можност да склучат договор за отплата на заостанатиот долг на 48 рати. Така да, навистина е уште еден апел да упатам до сите оние кои што имаат заостанати обврски према нашето друштво, да повелат во нашите простории, да си склучат договор за отплата на рати и да си го сервисираат наедноставно долгот кој што го имаат према нас. Постојано имате теренски активности. Каква е состојбата на терен, со оглед на тоа што често знаат граѓаните да пријавуваат дефекти? Генерално имаме стабилна состојба. Нашите мрежи, и водоводната и канализационата, се во солидна кондиција. Оно што ние континуирано го правиме е санација на дефекти и санација на оние ризични подрачја каде што има можност за потенцијален дефект. Во таа насока ние секојдневно ја скенираме нашата мрежа и се фокусираме на оние делови од градот Скопје каде што имаме најголем ризик за нешто несакано да се случи. Во периодот што следи, констатиравме дека во општина Газибаба имаме најголеми ризици од дефекти и тамо ќе ги насочиме во периодот што следи нашите ресурси во делот на водоводната мрежа, за да направиме едно поубаво одвојување во мрежата, за не дај Боже доколку имаме некаков испад во мрежата, понатака да можеме полесно да го санираме. Инаку во соработка со локалните самоуправи се разбира и во соработка со градот Скопје селектираме приоритети и така и се поставуваме кон санирање или кон превентивно одржување на мрежата. Скопје енормно згради. Дали постојаната канализацијска и водоводна мрежа одговара на овој тренд? Па нормално тоа не е пластична материја, тоа е динамична тема. Ние континуирано заедно со локалните самоуправи практично инвестираме во надополнување и надоградба и на водоводната и на канализационата мрежа. Секако дека урбанизацијата си има своји потреби и аналогно на тоа ние се прилагодуваме кон нив. Оно што во моментот исто така го работиме, а е вредно да се напомене, е мегапроектот, би можел да го наречам. Тоа е пречистителната станица која што би требало да ги прочистува сите отпадни води во градот Скопје. Паралелно со овој проект се прави една студија каде што се мерат отпадните води во канализациониот систем, инаку оваа студија исто така е финансирана од грант од Европската унија. Така да паралелно неколку процеси ги работиме заедно, се со цел да имаме да понудиме подобра услуга на Скопјани и во водоснабдувањето и во делот на канализациониот систем. За жал честа појави исто така несовесни граѓани знаат да крадат шахти, меѓутоа и ваш инвентар. Како се соочувате со овој проблем? Па можам да кажам дека сега во моментов имаме стабилна ситуација, иако за волја на вистината во декември и во јануар навистина беа бројките застрашувачки. Чисто за илустрација, минатата година нашето предпријатие има потрошено некаде околу 5 милиони денари на санација на украдени сливници. Во таа насока ние се трудиме да ја превенираме оваа девијантна појава која што за жал многу малку за неколку несовесни граѓани, ајде да ги наречеме, трпат штети и последици сите граѓани на градот Скопје. Во таа насока се трудиме да сливниците ги заменуваме со композитен материјал кој што де факто не е интересен за овие кои што ги извршуваат овие девијантни појави за крадење. Така да во таа насока сме фокусирани да ги заменуваме со композитен материјал и дополнително да местиме капаци со систем на заклучување кој што би требало да го превенира крадењето. Во вашата лабораторија секојдневно се испитува квалитетот на водата. Пијат ли скопјани чиста бактериолошка вода? Одговорно тврдиме да.
Навистина имаме природен ресурс кој што треба малце повеќе да го цениме. Имаме втора по квалитет вода во Европа, веднаш по Виена. Нашиот сектор за санитарна контрола секојдневно зима примероци од околу 50 на мерни места, така да секојдневно се прати квалитетот на водата и одговорно ви тврдам дека скопјани пијат чиста и квалитетна вода. Оно што секако ќе ги интересира скопјани, дали ќе се покачи и цената на водата? Цената на водата ја одредува регулаторната комисија. Ние како предпријатие точно согласно финансиската криза која што ја зафати Република Македонија и согласно ковид пандемијата имаме отежнато финансиско, да го наречеме, работење, но успеваме на некој начин да се справиме со сите предизвици и ние како предпријатие нема да побараме поскапување на водата во периодот што следи. И за крај уште наш апел еве од вас до граѓаните до 15 март да го исплатат свој долг на рати без камата. Па да, праксата покажа дека обично последните денови од акцијата сме најактивни во тој дел, највеќе интерес има од страна на граѓаните, но во интерес и на во нашите вработени и во нивен интерес согласно ковид пандемијата ги поканувам уште денеска да дојдат во нашите простори, нема потреба да ги чекаат последните денови, да си го склучат договорот и да им почне отплатата на предвидениот број на рати. Благодарам многу на одвоеното време. Ви благодарам и на вас. Студио, како се слушаме, тоа беше Златко Перински, директор на јавното предпријатие Водовод и канализација.